одиме сега во последниот дел од е-библиотеката, тоа е административниот дел, односно уредувањето на е-библиотеката. Значи во овој дел, тоа е посебно делот за администраторот, каде што тој може да ги менува самите податоци. Самите податоци, овде се името на училиштето, местото, учебната година, самите веб адреси на училиштето, училишниот вебсайт и така натаму. Сега, има друга опција за издавање преку QR читач, бидејќи самиот систем на секој внесен корисник и секој внесена книга или учебник автоматски генерира QR код. Доколку изберете опцијата QR кодови, значи кога ќе идете на книги, кога одите да се позајми нова книга, гледате дека се извинувам, мора да се зачуваат промените и кога ќе одиме на позајмица, додади нова позајмица, овде скенирај QR код. Значи, кликате овде со QR читачот, ја го скенирате QR кодот на книгата, потоа го скенирате QR кодот на самиот корисник и автоматски ги внесува податоците и одите само на позајм. Меѓутоа, за тоа да може да биде направено, треба секој училиште да си набави посебен QR принтер и QR читач за читање на кодовите. Меѓутоа, доколку не сакате, таа опција може да биде исклучена. Потоа овде може да се додаваат податоци за социјални мрежи, доколку има Facebook, Instagram и други социјални мрежи. Потоа пошта, овде се креираат новите, односно подрачните училишта, доколку има подрачни училишта, има потреба од нив, и овде е делот кој што го може само администраторот, односно преминување или стартување на нова година. Тоа е многу важно затоа што со почетокот во септември на новата учебна година, со притискање на оваа опција, учениците емигрираат во повисоко оделение. Значи, учениците од прво оделение веднаш автоматски преминуваат во второ оделение и така ќе бидат распределени и во делот на паралелките. Учениците од девето оделение одат во архива, односно тие се архивираат. Единствено само на секој септември мора да бидат внесени учениците во прво оделение. И во текот на учебната година, доколку има отпишување на ученици или доаѓање на нови ученици, истите тие се евидентираат во систем. Потоа имате во делот активност да следите активноста на самите библиотекари. Кој библиотекар, бидејќи во некој училиште има повеќе библиотекари, кој библиотекар највеќе имал активност при внесување на самите книги, учебниците, при издавање на книгите. Ова беше, значи, накратко за самата функционалност на е-библиотеката.